Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Патуваме со Ташето. Видео во кое што ќе нема да патуваме, му е такво второ видео на каналот, но малку ќе позборуваме за една тема која што мислам дека сите ќе ги интересира, особено оние кои што допрва сакаат да започнат да патуваат. Тоа е темата за трошоците кои што јас ги имав на своите патувања во 2024 година, тема за која што исто така имав многу прашања. Ќе зборувам поточно за моите 3 поголеми патувања во 2024 година, односно првото патување низ Грција една недела, второто патување до Алпите и назад, односно до австриските Алпи, кое што помина низ Србија, Хрватска, Унгарија, Словенија, Австрија и назад повторно Хрватска, Босна, Црна Гора, Албанија и на крајот во Македонија. И моето трето и последно поголемо така патувањето од 2 недели низ Турција, поточно низ западната половина на Турција. Започнуваме со мојата прва поголема тура за 2024 година. Тоа беше турата низ Грција, која што траеше 6 дена и започна некаде 20 април до кај 25-6 април, точно не се сеќавам на датите сега, не ме фаќајте за збор. Тоа беше тура во која што јас кампував, односно сите ноќи ги поминав во кампување во својот шатор, во ниедна вечер не спиев во хотел или слично. Првата ноќ кампував на Волос, односно тука кампував во еден камп кој што беше, се уште не беше отворен, бидејќи видете, камповите не сите работат во текот на целата година, туку има кампови кои што работат само сезонски, односно некаде од мај до кај септември-октомври. Јас на првата вечер кампував на полуостровот Волос, кампував во камп кој што беше се уште затворен, не беше отворен, но ете ми кога отидов да прашам, ми дозволија да кампувам таму, иако беше надвор од сезона, иако не беше отворен, и тука платив јас 10 евра, првата вечер 10 евра на кампување, но имајте предвид, пак ќе речам дека беше април месец, не значи дека цените во април месец и во јули месец, например, се исти. Значи, тука имаше нормално во кампот, како и во сите кампови, туш имаше вецина и такви основни работи, и имаше сигурно и други работи како кујнат, но тогаш се уште не беше отворен кампот, не работеа. Втората вечер кампував во Атина, тука платив 17 евра за кампување. Тука имајте предвид дека цените за кампувањето се различни, значи зависат од повеќе фактори. Плаќате посебно, значи за човек, плаќате за место за шаторот, зависи дали ви е мал шатор, дали е голем шатор, и плаќате посебно исто така за возилото, дали е мотор, дали е автомобил, дали е камперско комбе, сите тие цени се различни. Моторот спаѓа во најефтините возила, додека камперските комбиња спаѓаат во поскапите возила. И исто така доплаќате на многу места, има каде што доколку сакате струја, се доплаќа за струјата, но реално ако сте со мотор, мислам дека и не ви треба нешто многу струја, единствено за да ги наполните телефоните, но телефонот јас на пример на моторот го полнам, така да воопшто не ми треба струја и никаде не доплаќам за струја каде што треба. Но тука платив 17 евра заедно со струја која што не ја искористив, се разбира, а имате исто така во сите кампови и тука купатила, кујна, едно друго, сите основни работи кои што ви требаат. Потоа третата вечер отидов да кампувам на Пелопонез, во близина на најјужната точка на Балканот, во близина на сртот Тенаро. Тука го платив најскапиот камп, 22 евра од вечер, исто струја, тушови, све. И кампот беше едноставно, значи предобар, имаше дрва, односно мандарини, имаше и маслинки и беше сето така зелено, дали дека почеток на пролетта или стално е така зелено, не знам на вистина, но толку платив тука 22 евра, мислам дека, и најскап камп во текот на целото патување во Грција. Четвртата ноќ диво кампував покрај езеро, не платив значи ништо тука. Иначе дивото кампување, да знаете, во Грција е забрането, но е толерирано, особено надвор од сезона, така да јас имав среќа, каде што кампував, немав никаков проблем со кампувањето. Следната и последната вечер, односно петтата вечер, кампував и платив 15 евра, исто камп со тушеви, со вецина, за струја тука не доплатив, мислам дека се доплаќаше за струја, а исто така треба да знаете, на многу места се доплаќи доколку сакате да користите машина за перење алишта. Обично машината за перење алишта се доплаќа 5 евра, струјата исто така 4-5 евра се доплаќа, од лице исто така 4-5 евра, од мотор е околу 6 евра, и отприлика тие се цените во глобала. Сега доколку одите со комбе, може и 20-30 евра за комбето да платите, зависи државата и зависи местото. Меѓутоа Грција, тие беа цените, и вкупно на смештај во Грција јас платив за тие 4 ноќи некаде околу 60 евра.
Следно ќе позборувам малку за јадењето. Јас многу не јадам на своите патувања, јадам обавезно навечер, меѓутоа на ручек кога јадам, кога не, и така да тука не трошам многу нешто пари за јадење. Но во Грција потрошив околу 40 на 50 евра со тоа што во глобала многу гира јадев. Меѓутоа еднаш кога кампував диво, зедов и колбаси кои што сам си ги спеков, зедов и леб. И тука ме фати некаде тие 10 евра ме фати благо, вода обична, колбаси, леб и што има уште нешто купено не се сеќавам, околу 10 евра платив, така да во маркетите не се поскапи од кај нас цените во Грција, доколку сакате од маркет да пазарите. Исто така, патарини нормално плаќате во Грција, нема винетки во Грција, патарините се движат од кај 60 центи до некаде евро и пол, зависи сепак, имате таму тие што јас ги нарекувам кафемат патарини, каде што нема вработено лице, туку сами си плаќате исто како на кафемат. И се движат, ви кажав, од 60 центи до евро и пол, меѓутоа просекот е некаде евро 20 центи. И на крајот за гориво, горивото во Грција беше некаде околу 1,8, 1,9 евра, значи не беше баш ефтино тогаш, а јас на турата помина 2500 км и потрошив околу 100 литри гориво, така да вкупно ми дојдоа некаде околу 180 или 200 евра потрошени за гориво. И со тоа вкупно целата тура ме кошташе некаде околу 300 евра, значи 6 дена патување низ Грција. Еден месец подоцна, на 23 мај, заминав на моето следно поголемо патување, односно патување кое што се движеше низ Србија, Хрватска, Унгарија, Словенија, Австрија, поточно превојот на Алпите Грос-Глокнер и потоа назад преку Хрватска покрај Јадранот, низ Црна Гора, Албанија и стигнав во Македонија. Ке започнам и тука со оцените за сместувањето, тука не кампував, нова патување воопшто, значи бев сместен под покрив што се вели нормален, и Србија престојува во местото Голубац, тоа е место покрај реката Дунав, и тука платив на сместување 15 до 20 евра, не се сеќавам точно, не ме фаќајте за збор, и беше едно сместување како хотелско, да речем, апартман, имаше собата доволно простор, имаше и купатило, имаше и мало како кујниче, значи сите потреби кои што би имале, а особено за една вечер колку што јас престојував, беше одлична собата и одлично сместувањето и беше веднаш тука во центарот на тоа мало градче или село поголемо, не знам што е, Голубац. А веднаш на само 50 метри, немаше ни 50 метри, ми беше и реката Дунав. Вториот ден од Србија се упатив кон Хрватска, каде што спие во тоа што тие го нарекуваат хостел, меѓутоа и ова беше апартман со тоа што делевте купатило со уште една соба, меѓутоа кога јас стигнав таму немаше други гости, јас бев единствениот. Тука платив 20 на евра, значи од прилика ви ги кажувам сумите плюс минус 1 евро, 2 евра ставете, не се сеќавам точно, беше пред една година, помина време сепак колку толку. И имав тука и моторот кај да го оставам, имаше како една перална нивна гаража и тука беше на приватно место, да речам, моторот и беше покриен, заштитен од во случај на дошти таква работа. Доволно простор, не беше широко како сместувањето во Србија, но имаше доволно простор и пак ќе речам за една ноќ престојување беше одлично сместување. Беше малку далеко од центарот на градот Осиек, бидејќи не ви кажав беше во градот Осиек сместувањето. Имаше можеби 45 минути пешачење до центарот, меѓутоа веднаш наспроти сместувањето имаше трговски центар во кој што имаше све јалишта, јадење, кафичи, таква работа, но сепак јас отидов и спешачив, има време, сепак испешачив до центарот на градот Осиек. Од Хрватска низ Унгарија отидов да престојувам во Словенија, престојував во Словенија 2 ноќи, меѓутоа не престојував во хотел, туку престојував кај еден мој другар, Никола, од Долно Ризари, голем поздрав до Никола, исто така и до неговиот цимер буџак кој ми направи пица, и тука не потрошив ништо, бидејќи бев сместен кај Никола. После тие 2 ноќи во Словенија, отидов повторно во Хрватска, поточно во градот Шибеник, градче покрај Јадранското море, каде што спие во хостел и платив 18 евра. Хостелот, собата во која што бев, беше за 5 луѓе, меѓутоа јас бев сам, ете бев надвор од сезона, сепак немаше никој гости, така се погоди и сам бев буквално во собата. Хостелот беше нов, вецината беа чисти, средени, значи мирисаше предобре, едноставно со задоволство да престојуваат.
Тука исто така да напоменам и приплатив 8 евра за паркирање, бидејќи немаше каде да се паркира, иако ми рекоа има, меѓутоа кога стигнав таму испана дека требаше на тротоар да го оставам моторот, а тротоарот беше мал и буквално кога оставев моторот ќе се затвореше цел тротоар. И кај комшика еден човек 8 евра ми наплати за една вечер да седи моторот паркиран, што едноставно не е воопшто ефтино. 8 евра за паркиран да ви е моторот, и така тоа сместување ми дојде на крајот 26 евра. Најскапото сместување на тоа мое патување. Од Шибеник се упати во Црна Гора, каде што спие во бангало. Тука буквално го имав најубавиот сон, најубавото спиење од целото патување и платив 20 евра за бангаловото. Беше веднаш после границата со Босна и Херцеговина, на едно високо место, 1500 можеби метри, 1200 да не претерувам метри надморска висина, и беше и свежо времето тука, но имаше дворци, имаше и моторот кај да го клам, значи буквално во магазин го кладов и покриен и затворен, значи да не се гледа. И домаќинот беше газдата супер човек, едноставно имав едно предобро искуство. Со тоа трошоците за сместувањето вкупно ми беа 80 евра, пак ќе ви повторам, значи 2 ноќи кај мојот пријател Никола ги поминав, благодарност до Никола, и тука заштедив уште можеби 40 евра, но не знам. Но платив јас за тоа, каде што плаќав, платив 80 евра. Следни трошоци ќе одам на горивото. Горивото значи тука одев низ различни држави, горе-долу во некој беше слична цената на горивото, меѓутоа во некој така беше доста повисока. Во Србија литарот беше 105 денари, во Словенија литарот беше евро и 80, односно 110 денари. Тука беше и најскапот гориво во Словенија во текот на целата турнеја, на целата тура. Во Австрија беше 105 денари по литар, во Хрватска беше, мислам дека тука и најефтиното гориво, 88 денари по литар платив. Потоа во Босна беше 93 денари од литар и во Црна Гора 92 денари, слично како во Босна и Херцеговина. Значи цените во горивото се овие од 2024 месец мај. Значи сега во 2025 може да се многу поразлични. На таа тура вкупно поминав 3500 километри, потрошив околу 150 литри негде гориво и во просек трошев 100 денари по литар гориво. И вкупно ми дојде некаде 250 евра дадени на гориво во текот на оваа тура. Останатите трошоци кои што ги имав на оваа тура беа например влезот во, односно преминот низ планинскиот превој Гроз Глокнер, тука платив 33 евра, истиот ден платив патарина во Словенија 8 евра и во Австрија 13 евра, што не се малку пари. Винетка платив за Словенија 8 евра, што ми траеше една недела. Винетка платив за во Австрија за еден ден, таа ме кошташе 3 евра и 40 центи. За Унгарија не платив на винетки, бидејќи треба винетка само доколку одите по автопат. Јас не возев автопати во Унгарија. Хрватска нема винетки, само патарини доколку одите негде. И влез тука во Хрватска платив за во Бјоково 10 евра. На храна и слично платив 80 евра, со тоа што имаше места во Шибеник, например скарите беа ненормални, по 15 евра еден хамбургер да јадите, една плескавица, значи беа многу скапи таму цените. Јас јадев таму од пекара, за 2 евра се најадов, се преадов и вкупно потрошив 80 евра на целата тура, но зависи, секој јадење има различна цена, местото е различно. Например во Србија јадев плескавица полнета со кашкавал и сланина, ме кошташе 250 денари. И со тоа вкупно на целата оваа тура потрошив некаде околу 450 до 500 евра. Неколку дена подоцна, на 12 октомври, заминав на мојата последна поголема тура за 2024 година, а тоа е турата низ Турција. Турата вкупно ми траеше 13 дена, од кои што првиот и последниот ден беа всушност транзитирање низ Грција. Ќе започнам и тука со сместувањето. Првата ноќ ја поминав всушност во Грција, бидејќи Грција ми беше една одскочна даска за да стигнам до Турција, бидејќи не сакав во еден ден да возам. И тука во првиот хотел каде што спиев во Грција платив 47 евра, скапо да, меѓутоа сепак е Грција. Додека следната ноќ, веќе втората и третата, 2 ноќи помина во Истанбул. Во Истанбул плаќав 25 евра од вечер во хотелот и така вкупно за двата дена ми дојде 50 евра. Четвртата ноќ заминав кон Ескишехир, тоа е на половина пат меѓу Истанбул и Кападокија, и тука платив 21 евро за солиден хотел кој што беше за 4 лица.
Петтата и шестата ноќ бев во Кападокија, платив вкупно 50 евра за 2 ноќи, значи 25 евра од ноќ и вкупно 50 евра, а седмата ноќ се упатив кон градот Мерсин, каде што платив 30 евра со појадок, значи 25 евра го платив ноќевањето и 5 евра го платив појадокот. Појадокот не е задолжителен, туку е по ваш избор. Осмата ноќ заминав за Аланија, исто така платив 30 евра, исто така за појадок, кој што беше 5 евра. Значи овие 30 евра се вкупно 5 евра појадок и 25 евра ноќевање. Деветтата ноќ платив 25 евра без појадок и 10-тата ноќ заминав на Памуккали и платив таму 25 евра со појадок. А 11-тата ноќ платив 32 евра со појадок, исто така 5 евра појадокот и 27 евра ноќевањето. 12-тата последна ноќ ја поминав како и првата во Грција и тука го платив најскапото сместување 55 евра, така да вкупно за сместување јас платив 365 евра, од кои што 100 евра беа платени во Грција. Така да можеме да кажеме дека за во 11 дена, односно 10 поминати ноќи во Турција јас платив 265 евра. Следната тема на која што ќе одам е јадењето. Значи јадењето варира дали во туристичко место ќе јадете, дали во друго место, меѓутоа еве ќе ви кажам јас сега каде јадев и што јадев. Јадев во Истанбул суџук со јајца и турско кафе, тоа е појадок и го платив 310 лири, односно го платив 450 денари. Потоа во Ескишехир јадев еден геврек, 2 парчиња баклава и еден чај кој што ги платив сите заедно 120 лири. Ескишехир сепак не е некое големо туристичко место во Турција. Кога бев во Кападокија јадев ќофтиња, помфрит и пијав кока-кола и тука ме коштаа негде околу 420 денари тие, но сепак тука вреди да се напомени дека Кападокија е едно познато туристичко место во Турција. Исто така во Кападокија јадев и печурки со кашкавал, кои што беа буквално најефтиното нешто на менито и тие ги платив 600 денари. Значи скапо ова е, значи во срцето на Кападокија, затоа е и толку скапо. А замислете, значи другите јадења беа многу поскапи, главните јадења, ова како појадок мислам дека се водеше така, како предјадење. Потоа на патот за Мерсин јадев јајца пржени со домати со нешто беа и помфрит, а исто така и салата со домати и едно како крастајца, не знам што зеленчук беше, тука платив 450 денари за овој појадок. Во хотелите сите појадоците што ги јадев од Сабајле ви кажав ги плаќав по 5 евра. Во Аланија јадев дурумот го платив 180 денари, а потоа во близина на Каш јадев тестенини и турско кафе пиев, кои што ме чинеа 450 денари. Потоа јадев во едно локално градче, така турско кафе, тост и салата, платив 150 денари тука, значи ова не беше некој туристичко место и гледате одма цените се намалуваат. Јадев сендвич исто така со телешко месо и кромит кога бев во Памуккале, тука платив 180 денари за тој сендвич, беше добар, не беше кој знае што, меѓутоа беше убав, и пијав и чај за кој што платив 70 денари, меѓутоа чај беше од јаболко. Потоа кога излегов на брегот на Јејското море, јадев врап со пилешко месо, кој што го платив околу 400 денари. Значи вкупно за јадење платив 80 евра. Во овие 80 евра не ги рачунам појадоците кои што ги доплаќав 5 евра по хотелите, бидејќи таа цена ја ставив во вкупната цена за сместувањето. Значи 80 евра за сите јадења кои што ги јадев, а не беа дел од хотелското сместување. Исто така вреди да се напомени дека 30 евра само платив за да влезам во Памуккале. Следната тема е горивото. Горивото беше 70 денари по литар, што е доста ниска цена сепак, не е некоја скапа цена, и вкупно турата ми беше 4500 километри, јас потрошив некаде 200 литри гориво, или тоа се вкупно 14.000 денари, 227 евра. Значи замислете, на 7 дена кога бев кон Алпите и назад, во 7 дена потрошив 15.000 денари на гориво, а тука во 13 дена потрошив 14.000 денари. Значи замислете колкава е разликата. Таму ми беше просекот на горивото 100 денари, тука ми е 70 денари. Значи јас на овие 200 литри гориво што сум ги потрошил, сум заштедил 6.000 денари. Тоа ми се 2 дена и патување, и спиење, и јадење, и гориво. Значи мене вкупно целата тура ме чинеше 700 евра,
но тука вреди да се напомени дека 150 евро од тие 700 беа потрошени првиот и последен ден во Грција. Значи само во Турција во 11 дена потрошив 550 евра, што е просек некаде околу 50 евра на ден. Тоа беа моите трошоци на тие 3 големи тури, но пак ќе ви речам зависи каде спиете, во какви хотели, исто така на какви места се рестораните во кои што ќе јадите, дали ќе јадите во ресторани, дали од некоја локална трафика, локална тезга. Значи, трошоците зависат најмногу од вас. Тоа што не зависи од вас, главниот трошок е горивото. Се надевам дека барем на некој од вас ви помогна, ви беше од корист ова видео. Тоа се трошоците кои што јас ги имав на тие 3 поголеми патувања во 2024 година. Доколку сте потрошиле повеќе или помалце, слободно изразете го, кажете го своето мислење и своите трошоци на некои ваши тури во коментарите, па ќе дискутираме заедно. Доколку нешто изумив да ви кажам, а ви интересира, слободно пишете, бидејќи немам спремено некој текст за ова, од памет зборувам, може да се има случајно нешто да имам пропуштено. Поставете го прашањето во коментарите, ќе ми биде задоволство да ви го одговорам. Фала ви што го гледавте до тука видеото, ако го гледавте, а до следното останете поздравени и чувајте се.